Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Ја започнуваме нашата утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Верувам дека сте разбудени и дека сме подготвени да бидеме заедно во наредните 60 минути. Поздрав од топлата Македонија, од топлиот Кавадарци. Имаме навистина овие денови високи температури. За која минута ќе ги кажем и сервисни информации што се однесува до времето, но е на почетокот срдечен поздрав до сите вас од Медија центарот од Кавадарци. На почетокот секоја наша емисија започнуваме со мисла на денот, па и денеска би сакал да прочитам неколку стихови од книгата Проповедник од мудриот Соломон. Еве што запишал тој во 3 глава од неговата книга. Се има свое време, или се има своја доба, и секоја работа под небото има свое време. Време за раѓање, време за умирање, време за садење, време за корнење на посаденото, време за убивање, време за лечење, време за разорнување, време за градење, време за плачење, време за смење, време за тажење и време за играње. И така, ако читате цела ова глава, односно до 9 стих, Соломон ни укажува дека во животот на човекот за се има време. Време кога се раѓа човекот, бебето расте, работи, живее, но доаѓа ден и кога го напушта овој свет. Понатамо вели дека има време за садење. Еве, оние кои рано пролетарска засадија сега ги берат плодовите. Дали е то патлиџани, дали е то пипирки или нешто слично, значи во животот има време за садење и време вели и за корне на посаденото, време за убивање, време за лечење, значи време кога ќе се удриш, но и тоа ќе помени. Како е да е, секоја фаза од нашиот живот да искористиме онака како што е потребно. Да не го злоупотребиме времето или да го искористиме на безначајни работи. Така да, еви денеска Бог ни дава ново време, од 10 на 12 часови, колку трае денот, да можеме да ги искористиме на благослов на нас, на нашите ближни и на оние кои се околу нас. Така да нека Господ, еви денеска, не благослови сите нас во ова време, во овој ден, кој Господ ни го подарува да придонесеме и за општеството, за семејството, но секако и за овој духовен живот кој ни е многу потребен да го изградуваме и нашиот карактер, зашто се ќе оставиме на оваа земја, кој човекот ќе замине, што се вели, кој ќе почине, но карактерот го понесува со себе и во вечноста. Така да нека и ова емисија, почитувани гледачи, помогне во изградба на нашиот карактер, зашто приготвивме интересни содржини за денеска и затоа ве покануваме да бидете до крај со нас. Поделите ова емисија на вашите ближни, поделите го линкот, дали на Facebook или на YouTube, бидејќи ова емисија се снима и ќе биде поставена на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Уште еднаш срдечен поздрав за сите вас кои на време се вклучивте. Имаме гледачи секако најмногу од Македонија, но како овде што гледам на мониторот имаме гледачи и од странство. Поздрав до сите вас, без разлика кој е време кај вас, дали е ноќ, дали е наутро, дали е напладне, но сите сме повикани да му служиме на Господа тамо кај што ете живееме и работиме. Одеме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна.
zemlja sozna naskitanje se bliži kraj, kade što nema smrtni tu bolka, brzam kon toj prekrasen grad. Toj sjajen dom, kaj Bog me čeka, ulici te od zlato se i ostava ja svoj te bolki, da vidam dom i tatko moj. Dodeka su vo svet odmrače, život od tvoj mak je bol, zato a sega sokopneš čeka, da dojde sjaj toj ljubav. Toj sjajen dom, kaj Bog me čeka, ulici te od zlato se i ostavam ja svoj te bolki, da vidam dom i tatko moj, da vidam dom i tatko moj. После ова убава песна, која не подсети дека сите ние сме овде патници и патуваме кон Новиот Ерусалим, кон ветената земја што ја очекуваат сите христијани. Се враќаме на нашите рубрики, почитувани гледачи. Следува рубриката сервис информации, ќе ве запознаеме со времето од родниот крај, од Македонија. Наистина се наоѓаме во најубавото годишно време, во пролет, мајот веќе помина, еве го трошиме полека и месецот јуни, веќе сме 5 јуни денеска. Во Македонија имаме навистина убаво, прекрасно време, имаше во минатите денови малку дожд, не освежи, но денеска прогнозата вели дека ќе име сончево и топло време. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец, попладне во северозападните и северните делови ќе има услови за кратка појава на порен дожд и грмежи. Ова изречењето денеска ќе биде прилично високо, значи до 7. Во Скопје сончево и топло со умерена облачност, попладне се услови за појава на порен дожд и грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Според прогнозата, односно според она што го гледам, ќе имаме од 10 до 21 степен во крајно западните делови на нашата земја, во Македонија, а на крајниот југ, на пример во Гевгелие, ќе имаме од 18 до 35 степени, Кавадарци од 16 до 33 степени. Во Охридскиот регион, вие кои планирате да одите таму на одмор, од 13 до 26. Што се однесува до утре, температурите ќе бидат повисоки, од 18 до високи 35, а во наредните денови, еве на пример на 9, тоа е значи во недела, до 37. Тоа е навистина летни температури, иако се наоѓаме календарски во пролет, но еве температурите навистина на 7 ќе имаме од 27 до 35 степени, зборувам за дневните температури, а утринските од 8 до 18, потоа на 8 ќе имаме до 36 степени и на 9 до 37. Сончево и топло со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Уве зрачението ќе биде 8.
Така да вие постарите не се изложувайте на прошетка во текот на денот, до 10 часот може да излезете, да прошетате до пазар, но и касно навечер може, значи после 5-6 часот попладне да излезете, бидејќи има високо зрачење, но и ове нагли температури може да наштетат на вашето здравје. Така да ќе ги следиме овие временски прогнози што се однесува значи за Македонија, а вие секако го следите тоа и во вашите земји каде што живеете. Што се однесува до состојбата на грчите премини според Автомотосојузот, како што тие јавуваат, непречено се одвиват, значи сообраќајот се одвива на сите државни патишта, на граничните премини нема никакви задржување, освен оние потребните што се за проверка на личните документи. Ако планирате да возите надвор од градските средини, тргнете на време во утринските часови, значи немојте да патувате во текот на жешкото време. Внимавајте вие кои возите во град, посебно пешачките премини, има доста деца, раздвижено, се уште школската година трае, така да, а никако не возите под дејство на алкохол, вие ќе бидете опасно за себе, како атомска бомба што се вели и за останатите учесници во сообраќајот. Возите наспиени, одморени, ако треба застанете, одморете се и продолжите до вашата крајна дестинација. Одиме сега понатаму да го прочитаме утринскиот текст за денеска, кој го наоѓаме во Битие или прва книга Мојсеева, 2 глава 17 стих, кој вели: но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото, во денот кога јадеш од него, навистина ќе умреш. Насловот на утринска порака и утрински текст е, почитувани гледачи, изложени на проверка. И овој текст што го прочитавме токму зборува за тоа кога Бог им рекол на Адам и Ева да не једат плодови од онаа дрво кој се наоѓало во средината на градината. Имало две дрва, знаеме, дрвото на познавањето на доброто и на злото и дрвото на животот. Божиот закон е свет, исто толку колку и Бог што е свет. Тој ја открива неговата волја и представува препис на неговиот карактер, израз на божествената љубов и мудрост. Хармонијата на се што е создадено зависи од совршеното почитување на сите суштества, на се што живее и на мртвата природа и на непроменливите закони на Творецот. Бог поставил закони според кои треба да се управуваат не само живите суштества, туку и сите појави на или во природата. Се е подчинето на одредени закони кои не може да се менуваат. Меѓутоа, додека во природата се е подчинето само на природните закони, единствено човекот меѓу сите создани на земјата е одговорен и пред моралниот закон. На човекот, како круна на се што е создадено, Бог му дал разум и мог да ги свати неговите барања, неговата праведност и благотворност на неговиот закон и на неговите свети прописи. Жителите на Едем, како и ангелите пред нив, биле ставени на проверка. Среќата што им ја дал Бог можела да ја сочуваат само под услов на целосна верност кон законот на Творецот. Зошто? Бог ги проверил затоа што веќе во Вселената постоеле два господари, Бог, Творецот и сега новиот господар кој се нарекол Сатана или ѓавол, оној кој не ги штеди дури ни ангелите, кои ќе сгрешат, нема ниту нив да ги пошеди, со престапот би го загубиле правото на неговите дворови и би навлекле на себе беда и пропаст. Тоа го направиле токму ангелите. Оние 1/3 на ангели кои се престроиле на страната на Луцифера. Ангелите ги предупредиле да се пазат од лукавството, се мисли на Адам и Ева, ги предупредиле, значи ангелите и самиот Бог, зашто сатаната е тука и ќе ги посети наскоро. Зашто тој неуморно ќе настојува да им постави стапица да ги совлада. Се дојка ќе му бидат послушни на Бога, нема да им се случи никакво зло, зашто ако притреба, сите небесни ангели ќе бидат пратени да помогнат. Ако решително го одбијат неговото прво навестување,
ке може да бидат сигурни исто толку колку и небесните весници. Меѓутоа, ако само еднаш му подлегнат на искушението, нивната природа во толкова мера ќе се изопачи, што не ке најдат веќе во себе ниту сила, ниту волја да му се спротивстават. И навистина, почитувани гледачи, тоа се случило. Адам и Ева погрешиле, како што ќе видиме малце во подолу во другиот текст. Значи, тие погрешиле и, на жалост, се изгубиле таа небесна сила, секако и она небесна заштита. Дрвото на сознанието било одредено да послужи како средство за испитување и за проверка на нивната послушност и љубов кон Бога. Господ нашол за добро да им постави само една единствена забрана, бидејќи се друго во градината им стоело слободно и на располагање. Но ако ја прекрашат неговата волја и во тоа единствено ограничување ќе паднат во престап. На сатаната не му било дозволено насекаде и постојано да ги лови со своји искушени. Значи, градината била голема, тие шетале секаде, но сатаната немал право да ги куша, освен тука, на неколку квадрати, би рекол, околу тоа дрво. И понатаму вели, ако се обидуваат да загледуваат во неговата природа, ќе се изложат на лукавите напади на сатаната. Биле предупредени будно да внимаваат на опомената што им ја дал Бог и да се задоволат со неговата поука. Ова е коментар соодветен на овој текст што го читавме на почетокот од книгата Патриарси и пророци. Меѓутоа е интересно како е Бог во љубовта своја ги предупредил да внимават. Тоа било испит, да го положиле, денеска ние не би имале греф на ова земја, не би умирале, не би се разболувале, не би старееле, значи луѓето би живееле вечно, како што рекол Бог на Адам и Ева у почетокот. Раѓете се и множете се и наполнете земјата. Тоа било секако Божја намера, да ова земја се наполни, да биде сета земја рај, зашто почетокот рајот бил тамо на исток. Но како би се множило човештвото, значи таа слика за земниот рај би се множила, би се ширила, таа едемска градина и целиот свет, целата планета денеска би бил рај и тука луѓето би живееле вечно. Меѓутоа, ете, според Библијата, тој план се пореметил, затоа што сега дошол нов господар, сатаната успел преку Адам и Ева да ја освојува наша земја и од тогаш па до денеска какви се потешки услови за живот стануваат. Но ќе му дојде крај на тоа, затоа што Исус дошол, умрел, живел, умрел и воскреснал и го премостил тој јас, таа провалија би рекол, да човекот повторно се врати тамо кај што бил на почетокот. И затоа христијаните го очекуваат Христовото враќање. Исус рекол, одам да ви приготвам место, кога ќе биде се готово, ќе дојдам и ќе ве земам и вас и вие да бидете каде што сум јас. Ете, со тој копнеш и со таа надеж поминуваат генерации, но како што времето одминува, тој небесен часовник повторно ќе зачука и ќе се склопат стрелките и ќе дојде Исус, како што вели во Галатјаните 4:4, кога ќе се наврши времето, Исус ќе дојде и ќе посети повторно нашата планета. Еве тоа беше утринскиот текст со соодветни коментари, почитувани гледачи, да го прочитам уште еднаш, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото, во денот кога ќе јадеш од него, навистина ќе умриш. И еве, Бог бил во право, ѓаволот бил во криво, односно ги прелажал на овој начин Адам и Ева. Одиме сега со уште една песна. Slaniću Gospoda
Се враќаме повторно во програма. Почнем гледачи, вие уживо следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Разбуди си мисија кој се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ве сте дел од нас, односно од ова емисија. Денес имаме интересно искуство кој ни доаѓа од Белорусија. Зато ве поканувам да останете до крај да го проследите и ова интересно искуство. Само неколку реченици да кажем за државата Белорусија. Главен град на Белорусија е Минск, а службени јазици се рускиот, односно белоруски и руски јазик. Еве, граничи, знаеме, со Украина, со Русија, со Литванија, така да тоа е голема територија, може контраверзна држава, но политички ние не навлегуваме, тие си имат свое политичко уредување, како и да е. Има богата историја Белорусија, значи се наоѓа во источна Европа, граничи со Русија на исток, на север со Латвија, Литванија, со Полска и Украина. Белорусија не излегува на море, релативно е рамна, езерата и реките се широм распространети по низината територија. Интересно, Белорусија има 11.000 езера, но голем дел од нив се помали од 0,5 км. Значи тоа се од оне најмалите па до најголемите езера, но ги има, еве, според ова статистика, 11.000. И во овој дел на светот, значи во овој дел, има христијани почитувани, иако таму претежно се православни, но има и други верски настроени, така да адвентистите се појавиле некаде во 1901 година во овој дел на светот. Еве само ќе прочитам. Значи во 1901 година било организирано Северно-руското мисионско поле. Ова е вклучувало територијата на Белорусија, каде што првите адвентисти ја шириле радосата вест со помош на адвентистички трактати и друга литература. Во 1930 година, значи во минатиот век, пасторите и верниците адвентисти во Белорусија биле осудени и депортирани на далечниот север или во Сибир. Многу верници се селеле во оддалечните села за да го избегнат прогонството, додека други ја напуштиле црквата. Наистина таму и се уште денес комунизмот превладува како политичко уредување, но сепак по-благ комунизам, така што можат и другите верски заедници да ја шират својата дејност. Па еве адвентистите, како што реков, од 1901 година, од минатиот век, ја шират радосата вест за Христовото доаѓање. Ајде да видиме што ќе ни раскаже денеска момчето по име Виктор. Виктор бил роден со церебрална парализа во Белорусија. Неговиот мозок не се развил доволно за време на бременоста на неговата мајка, а вроденото нарушување би барало долготраен третман, вклучувајќи физикална терапија, лекови, а можеби хируршка операција. Третманите би можеле да помогнат, но лекарите рекле дека неговата состојба е неизлечива. Тој страдал и од епилептични напади, но на момчето му била диагностицирана инвалид од прва категорија. Тоа бил најтешкиот облик на попреченост и инвалидитет признаен од државата. Виктор се соочувал со мрачна иднина, кој изгледал уште помрачна кога мајка му го напуштила, го испратиле да живее во сиропиталиште. На друг крај на Белорусија, една мајка, верничка на адвентистичката црква, една ног се разбудила, слушајќи го плачот на бебето во болница. Слушнала плачење, па тишина, па повторно плачење. Плачот на оваа бебе длабоко продрало во низиното срце. Таа станала да го побара тоа бебе. Медицинската сестра и го покажала својот мал Даниело во детското оделение, велејќи дека мајка му го напуштила. Ова жена почувствувала жалост кон напуштеното бебе и тоа утро му се јавила на својот сопруг. Тука има едно бебе, рекла таа, дојди да го видиш. Низиниот сопруг отишол да го види. По неколку дена парот отишол да го види момчето уште еднаш.
Potom počnali da razmisluvati za to, da go posvojat. Tatko i majka tevek imale 5 kerke i jednogodišnjo Danijelo bi stanal niven prv sin. Nabrogo poštali da zboruvat za posvojuvanje na uštedno dete. Znali deka Danilo ima i 5-godišnjen brat so cerebralna paraliza. Go donele Viktor doma od seropetališteto i go posvojile. Viktor slušal za Boga za prv pat, posvojeto novo semejstvo. Naučil da čita Biblijat i da se moli sekoj sabot odjel vo crkva so semejstvo to. Kako što rastel shvatil deka je vistinsko Bože čudo bilo što je živ, pa duri i ima i semejstvo. Pošao da se trudi da je ispolni Božeta volja u svoj život. Kako što pominuvale godinite, Viktor rastel i stanoval se posilen. No to je po natomu imala lekarska dijagnoza invalid od prva kategorija. Kako je završil 8. odelenje, imao mnogo možnosti da go prodloži obrazovanijeto. Lekar mu dal 2 predloga, da nauči da poprava čevli i da prodava ovoše i zelenčuk na pazar. Njegova ta medicinska dijagnoza go sprečuvala da se zanimava so nekoja naporna rabota i so mnogo druge aktivnosti. Viktor ne sakal da poprava čevli ili da prodava sveži proizvodi. To je se molil Bog da mu pomogne, Bog da intervenira. Nabrago go napravil to na neočekovan način. Lekari te najednaš izjavili kad toj povike nema dijagnoza na invalid od prva kategorija. Sušnost, lekari te rekli da kad toj povike ne invalid, bil visok, silen i povike nemal epileptični napadi. To bilo navistina Bože čudo. Njegov tatko mu predložil na Viktor da razmisluva za karijera vo muzikata. To je sakal da pe i često nastapoval vo crkva, odnosno vo crkovni odhor. Viktor mnogo se radoval koja go primile vo muzičko učilište. Naskoro toj ne samo što se zanimaval so penje, tuku i so komponiranje muzika, pišoval tekstovi i sviranje na pijano. Naskoro to je organizirali svoj solički koncert na muzikata što sam je komponirao. Znači, održal i svoj ličen sopstven koncert. Danas je Viktor ne je siguran što ke se sluči koja ke go završi muzičko učilište, no bi sakal da go prodolži svoje obrazovanje na muzički fakultet na univerzitetu Zaoksi vo Rusija. Kako je da je, to i ne je zagrižen, to je siguran deka Bog ima plan so njegovio život. I сега citat od knjigata Jeremija 29.11. Zašto samo jaz gi znam, zamislite što sam gi zamislil za vas, veli Gospod, zamislite za dobro, a ne za zlo, za da vi dadam idnina i nadeš. Ono što Bog isplanirao za mene je misterija, no znam da kad toj ki uspe da se da izvede na dobro. Togo kažova Eve Viktor. Navistina, što gledači, interesno iskustvo, momče koje, što se veli, site krenule race od njega, bidek imal teška dijagnoza, no, ete bil posvojen od verno semejstvo i to je stanal adventise, krstel i stanal dete Bože, eve sjega. Znači, završava i univerzitet, odnosno muzička karijera ima pred njega. Gospod navistina pravi čuda i deneska. Tako da, ako i vi imate neko vaše lično iskustvo, početom gledajući, napišite go, spodelite go, ispratite go do nas, a nije ki go pročitame, ki go spodelime sa mnogo luge da se ohrabrat i da shvate deka bez razlika vo kakva situacija se nalazimo. Ako je Božja volja, Bog je najde rješenje, Bog je napravi čudo i ke se proslavi toj preko našoj život, no nije da go proslavujemo isto tako vo našoj život, naš od Gospod i Spasitelj Isus Hristos. Eve, to beš iskustvo to daneska koji ni dojde od Belorusije, a njego prenese, njego raskaža momčeto po ime Viktor. Odeme сега повторно со песна. Оставете игра, отхулете се, Исус ниде, подготви се, Божјата
ptici nežno cveće, srca ni se prepolne srećam. Saka me ptici nežno cveće, srca ni se prepolne srećam. Zlatni hatike mi dade spas, od te slave mnogo čekam čas. Krasno geni mine toga znam, koga Isus geni dojde nam. Zlatni hatike mi dade spas, od te slave mnogo čekam čas. Krasno geni mine toga znam, koga Isus geni dojde nam. Koga Isus geni dojde nam. После ова убава детска песна, еве се враќаме повторно во програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите ова наша утинска програма Разбуди се. Следува рубриката Духовна порака или порака од Библијата. Денеска би малку зборувале повеќе за здравиот начин на живот. Сите сакаме да бидеме здрави, сите сакаме да бидеме исполнети со позитивни мисли, но ете понекогаш се случува да паднеме дури и во депресија. Писателот Артур Гордон еднаш го праша лекарот кој е најефикасниот лек што го знае. Еве да прочитаме кој лек го понудил овој доктор. Па ќе ви кажам, одговорил докторот. Еден мој колега имал пациентка која страдала од депресија. Дошла до тој степен што постојано останувала дома, била безволна и рамнодушна на се. Изгледало дека низините вообичаени лекови веќе не и делувале. Значи, тоа го кажа докторот како констатација. Еден ден лекарот дома и донел пакет. Значи, лекарот и носи пакет кај ова жена и кажал, земете го ова што е во пакетот, и рекол, и секој ден гледајте 10 минути низ тоа кон некој предмет во куќата. А во пакетот знаете што имало? Лупа. Значи, да гледа преку лупата одредени предмети што се наоѓале во низиниот дом. Жената почнала да го гледа низ неа материјалот на каучот. Например, штофот, значи материјалот што бил направен. Потоа ги истражувала жилите на цвеќињата во својата градина, боите на точките на старата фотографија, дури текстатурата на собствената кожа. Тоа било пресвртница во низината болест. Истанувало се подобро и подобро, зашто овој лек ја разбудил најликовитиот дел од низиниот живот, а тоа се емоциите, благодарноста. Изострувањето на чувството на благодарност може да биде најдоброто здравствено осигурување што постои. Значи, најдобар лек да излеземе од депресијата е благодарност, да му бидеме благодарни на Бога. Светската здравствена организација го дефинира здравието како состојба на целосна телесна, душевна и општествена благосостојба, а не само отсуство на болест. Според други дефиниции, здравието е целосна благосостојба, исправна телесна состојба, зачуваност, состојба на благотворност или телесна зачуваност, душевна зачуваност, духовна зачуваност. При создавањето, почитувани гледачи, Бог на Адам и на Ева и на нивното идно потомство им дал упатства за начинот за исхраната. Ови упатства се разработени во детали и може да ги читаме ете во прва книга Мојсеева. Човечкото тело се смета исто така и за храм на Божиот дух, кај сите идни генерации па се до денеска. При создавањето ние сме создадени според Божиот лик, што подразбира меѓу другото дека имаме иста цел и чувствителност како тој. Тој создал храна за човекот. Еве што кажува Светото писмо. Еви дадов секакви билки што даваат семе по земјата и секакви дрвја што во себе имаат семе според својот род и ви тоа да ви биде за храна.
Строгата вегетаријанска храна е изменета подоцна со оглед на тоа дека целата вегетација била уништена за време на потопот. Кога Ној и неговото семејство биле спасени, Бог еве што кажал: на се што се движи и лази по земјата во која има жива душа, им ги дадов сите тревни растенија за храна. Но и тука постоеле некои ограничувања, како што е избегнувањето месо кој во себе има крв. Многу христијани денес живеат според изворот или изворниот начин на исхрана, и тоа не само како вегетаријанци, значи што вклучува јајца, млечни производи, туку и како вегани или целосни вегетаријанци. Научно е докажано дека овој начин исхрана е оптимален за човековото здравје. Некои луѓе стануваат вегетаријанци од економски или морални причини. Но, знаеме, после потопот, поради уништување на сета вегетација, Бог дозволил да се јаде и соодветно месо. Господ, значи, дозволил да се јаде месо. Природното човеково љубопитство и големата разновидност на живиот свет ги наведува луѓето да јадат се и се што. А човековото здравје пропагело и должината на човечкиот век се скусувала. Кога настанал израелскиот народ, Бог им дал упатства за храната и хигиената, за да го зачуват нивното здравје. Ово обично се нарекува Мојсиев закон, бидејќи Мојси ги напишал, или правила за чиста и нечиста храна. И затоа Библијата зборува дека постои чисто месо или нечисто, односно за исхрана и за неисхрана. Оно што прежива од месото, односно од животните, тоа месо треба да се јаде. Оно што проживат, имат раздвоени копите, значи да ги исполнуват двата услова. Животни кои ги исполнуват тие два услова може да се употребуваат за храна. Месото што било растргнато од животни било забрането. Варењето јагнешко месо во млеко од неговата мајка исто така било забрането. Консумирањето животинска маст и крв било забрането. Чистото и нечисто месо било наведено со сите подробности, како што спомнав, значи оние преживарите и раздвоените копита, тоа месо од тие животни може да се користи. Понатаму Бог дал разни правила, земјата да се одмара, навистина 7 година, и тоа се нарекувала јубилејна или саботна година, кога дури земјата, нивите, таа година не се обработувале, туку станувале да мируваат. Свештениците, например, не смеле да пијат алкохол пред служењето на верските обреди. Понатаму имало посебна хигиена, која ќе се породи жената, да биде нечиста, тој што ќе ја допре, например, да биде нечист. Обрежување на секој момче после 8-миот ден, состојбата на мажот и половни односи, правила за време на менструација, превентива од болест. Сите тие правила, почитови гледачи, ги наоѓаме во 5 книги Мојсееви. И затоа вели, кај израелците немало такви болести, додека кај околните народи вриело од болести, луѓето умирале многу млади. Но Божиот народ бил заштитен, зашто Бог им дал соодветни здравствени правила. Понатаму, карантин потекнува токму од Библијата за лепрозните, за губавите. Одмор, 6 дена работа, 7-миот одмор, и саботата е тој 7-ми ден, кој денеска исто важи за нас. Санација, значи забрането е тетовирање. Денеска имаме модерно тетовирање, и тоа во боја, цели раце, тела, глава, ноза, односно луѓето се и се што сум видел, дури капалките, односно на очите, некои ги тетовират. Одат луѓето во крајности, веќе избезумиле секако. Понатаму Бог рекол дека нашето тело е храм на Светиот Дух. Бог бар од нас, од децата, све да му бидеме послушни дури и во здравствените навики, а тоа е затоа што сака да бидеме здрави, како што постојна изрека, во здраво тело, здрав дух. Новиот завет ја нагласува сеопштата природа на библиските начела, при што самоконтролата е основа за размислување и однесување. Ова доблест е опишена во неколку реченици. Вели власт над постапките, умереност, посветеност, трезвеност и разумност. За многу христијани кои избегнуваат алкохол, опојните средства и работите кои предизвикуваат зависност, се оттргаат од нив. На сиот наш живот влие она што го јадеме и пиеме. Сузана Весли му напишала на својот син Џон Весли, човекот кој го основал методизмот, следниве зборови: се она што го слабе твојот разум, ја намалува чувствителноста на твојата совест, го затемнува твоето чувство за Бога, ги намалува силата и
власта на твојот разум, на твоето тело. Лошо е, без оглед на тоа колку може да се чини беззначено. Гледате колку е важна исхраната, почитувани гледачи, и се оно што ние го внесуваме во нашиот организам. Доктор Џон Вилксон, лекар и теолог, нагласува 4 новозаветни дефиниции за здравјето. Еве кои се: живот, блаженство, светост и зрелост. Кога Исус во Евангелието според Јована 10 глава 10 стих пишува, односно рекол дека дошол да даде живот, го употребил грчки збор зое. Зое, тоа е живот, кој значи живот што продолжува во вечноста без крај или временско ограничување. Зборот за блаженство, грчки макариос, упатува на блескава среќа што продолжува во вечноста. Гледате, и тој збор има свое длабоко значење. Зрелоста е уште една доблест која продолжува во вечноста и таа ни помага да го подобриме своето здравје. Сите овие дефиниции за здравјето говорат за Бога кој не сака и е заинтересиран за нашето лично здравје и благосостојба. Не само за да ни даде заповед, туку затоа што сака да бидеме среќни и да се чувствуваме добро. Бог како наш дизајнер и создател сигурно знае што е најдобро за нас. Кога не ги слушаме неговите барања или сме небрежни спрема своето здравје, се разболуваме и на крајот и умираме. Не ради болеста што имаме, туку воопшто смртта е како резултат на непослушноста на Адам и Ева, но може да живееме подолго. Не мора да умреме премлади. Ако не внимаваме на нашето тело, ќе навлечеме прерано болести и така човечкиот живот ќе се скрати. Оно што ги оптоварило и ги потикнало тврдење дека библиските правила во врска со исхраната се застарени, се дополнителни услови и одредби што ги запишали израелците во своето толкување на закон наречен Мишна. Вистина, читајте ова книга, ако најдете, има таму многу правила и добри работи. Дали Исус Христос, кој е ист вчера и денес и довека, сакал да денес да бидеме помалку здрави? Напротив, и денеска Бог сака да бидеме здрави. Како тоа се клопува во оно што Бог го вели за себе, зашто јас, Господ, не се менувам. Здравјето и долговечност. Ево уште неколку мигови само да посветиме на ова тема. Сакате ли уште докази дека Бог дава добро здравје кога го следиме неговиот план? Погледнете медицинската литература низ целиот свет. Еве сега ќе ви прочитам нешто што верувам ќе ве воодушеви. Луѓето кои се молат, одат редовно во црква и ја читат Библијата, имаат подобро здравје од оние кои не го прават тоа. Јас сум 100% уверен во тоа, почитувани гледачи. Луѓе кои се молат, кои одат во црква редовно, не еднаш 2 пати во годината. Значи имаат навика. Таму вели во Лука 4:16, Исус по својот обичај одеше секоја сабота во молитвениот дом, читаше, учествуваше во служба. Тие живеат подолго и помалку заболуваат од речиси сите болести и состојби што и се познати на медицината. Кога ќе се разболат, обично побрзо оздравуваат и подолго живеат. Подоброто здравје делумно може да се препише на животот со намалени ризици, избегнување на алкохол, значи адвентистите не пијат алкохол, не пушат, еден сексуален партнер, како што вели овде, избегнување дроги и други облици на ризично однесување. Истражувањето покажува дека мажите, припадници на христијанската адвентистичка црква, живеат 8,9 години подолго, а жените 7,5 години подолго од своите врснички. Но ни овие резултати не ја дават вистинската слика. Господ го благослови својот народ и надвор од рамката на ова основна заштита. Кога действуваме на позитивен начин во нашата општествена заедница, тој ветува посебен благослов. Тогаш твојата светлина ќе светне како зората и твоето здравје ќе процвети набрзо. Пол Мартин, биолог кој се занимава со науката и однесувањето, еве што кажал. Скенирањето на мозокот открил дека определени делови од мозокот кај личност која верува и соработува со некој стануваат поактивни и тоа оние делови што се вклучени во доживувањето позитивни емоции. И навистина еве тука ќе завршиме, поштовани гледачи, какви совети Бог ни дава. Каква грижа има Господ кон нас кога зборува за нашето здравје. Бог ни дал многу убави совети и упатства. Наше дали ќе се придржуваме до нив. И еве сосема на крај, Морис Окун и Вилијам Сток од Државниот универзитет Аризона
забележуваат. Двата битни услова за благосостојба на постарите лица се здравјето и религиозноста. Постарите луѓе се посрекни и позадоволни од животот ако се религиозни и активни. Нека биде тоа потик за сите нас, без разлика колку години има, ако може се движим, ако не може дојдете надвор, се симнете по скалите од станот, од куќата. Дома направите еден круг, во кујната, неколку чекори, бидете активни. Физички, но и умствено. И овде вели, бидете религиозни. Што значи, верувате во Бога. Тоа ќе ви го продолжи вашиот живот. Припадноста на верска заедница му нуди на поединецот мокен извор на општествена подкрепа по пат на редовни средби, практикување верност и верување и нивно изразување во собствените обреди и богослужби. Луѓето кои веруваат и редовно одат во црква имаат подобро здравје од они кои не веруваат и не одат во црквата. Сега од кого зависи? Значи зависи од нас. Бог ни дал отворена врата, Бог ни дал совети и опатства, од нас зависи дали ќе ги употребиме во нашиот секојдневен живот. И тоа беше пораката, зборувавме за здравјето. Одиме сега со уште една песна. Sve što kod radim dobro zna, dobro zna, dobro zna. Sve što god radim dobro zna, taj vjerni čuvar moj. Hvala za dragog anđela, anđela, anđela. Hvala za dragog anđela, Isusu dragom moj. Гневот или лутината е едно од најчестите чувства во нашето општество. Секој го искусил гневот. Многу е опасно лутината да ја задржуваме во себе. Гневот е киселина која може да нанесе многу повеќе штета на садот во кој се наоѓа, отколку на оној на која е излиена, напишал Марк Твен. Со други зборови, повеќе од кој било друг, гневот и наштетува на личноста која е гневна. Во Библијата, поточно во книгата Проповедник, 7 глава, 9 стих е запишено: Не станувај со духот свој брз на гнев, зашто гневот се крие во срцето на безумните. Гневот е многу снажно чувство. Кога сме полни со гнев, нашите мускули се стегаат, крвниот притисок расте и нивото на шекерот во крвта и се зголемува и бројот на срцевите очукувања. Варењето забавува, адреналинот се лачи во поголеми количини. Со еден збор, гневот нанесува голема штета на телото. Гневот е многу опасен, не само за вашето здравје, туку и за луѓето што ќе го почувствуваат вашиот гнев на било кој начин. Кога сме во гнев, склони сме на непромислено постапување, па така знаеме да направиме сериозен грев. Гневот знае да убие и тоа буквално. Бог му кажал на Каин: Зошто се лутиш? Зошто се помрачи лицето твое? Ако не правиш добро, тогаш гревот е пред вратата. Тој те влече кон себе, но ти надвладај го. 1 Мојсеева, 4 глава, 7-8 стих. Но Каин бил толку полн со гнев, што губил својот брат. Од овој пример гледаме колку гневот е опасен. Библијата ни вели дека можеме да имаме контрола над гневот, а ни кажува и како тоа да го постигнеме. Апостол Јаков во своето послание напишал дека во Божите очи гневот никогаш не може да биде добар. И така, мои возлюбени браќа, секој човек нека биде брз за слушање, а спор за зборување и бавен на гнев, бидејќи човечкиот гнев не ја извршува Божјата правда.
Јаков, 1 глава, 19 и 20. Во Библијата се запишани следните зборови. Глупавиот го излива сиот свој гнев, а мудриот се воздржува. Мудри изреки, 29 глава, 11 стих. Библијата ни дава и еден многу мудар совет, а тоа е гневот временски да се ограничи. Сонцето да не заеде во вашиот гнев, ке запише апостол Павле во посланието до Ефесјаните 4 глава 26 стих. Немојте да одите на спиење додека се уште сте полни со гнев. Разрешете ја ситуацијата што е можно поскоро. Во 27 стих апостол Павле зборува зошто е ова важно. И не давај му место на ѓаволот. Ѓаволот може да го употреби гневот во своја корист. Затоа не му давајте прилика за тоа. На крајот на криштата, гневот е прашање на одлука. Не допуштајте им на другите луѓе или на околностите да владеат со вашето однесување. Можете да одлучите да не се гневите дури и кога сте страшно предизвикани. Фарисеите се обидувале честопати да го предизвикаат Исуса, но тој не им одговарал со гнев. Луѓето можат да ве навредат, но на вас е да донесете одлука да не се гневите. Езоп ја запишал басната за мечката и пчелите. Мечката се приближила до кошницата и посакала да се нагоштева со мед. Една пчела излегла за да ја одбрани кошницата и го убола на носот. Мечката се разневила многу, па во својот гнев почнала да ја удира кошницата. Целиот рој пчели излегле од кошницата, ја нападнале мечката и ја принуделе да бега. Додека закрепнувала, мечката сватила дека е подобро смирено да прими еден убот, отолку поради својот бес да прими 1000. Кога е во прашање гневот, проблемот лежи во нас и во нашата себичност. Џон Богер го напишал следното. Гневот и огорченоста се два вообичаени знаци на сосредоточеност на себе и недоверба во Божјото управување на нашиот живот. Кога верувате дека Бог води се на добро на оние кои му припаѓаат и го сакаат, тогаш на искушенијата можете да одговорите со радост, наместо со гнев и огорченост. Не сакаме да бидеме лути, ниту сакаме да се предадеме на гневот и да грешиме. Сега ја донесуваме одлуката да го смириме гневот со благ одговор. Господ нека ни помогне додека се посветуваме на ваквиот начин на живот. Живот во кој лошото ќе го победиме со добро. Lepaši
Počno gledači, poleka se bližime kon krajot nova naša utrinska programa. Međutim, sakam dve raboti da spomnam. Nastani koji će se slučati dvotekot na ovaj mesec. Prvi nastan će biti na 15. juni, će se održi sobor, proleten sobor za site adventisti, site prijatelji adventisti, znači zavenicete na hristijanska adventistička crkva vo Skopje, vo hotelu Continental, so početok vo 9 časa. Znači, svi vi koji planirate, prijavite se na vreme preko vašite lokalne crkvi, preko vašite pastori, da se obezbedi mesto i hrana i sve ono što je potrebno. Znači, će se vidimo ako Bog dade život i zdravlje na 15. juni, to je sabota, vo hotelu Continental na vlezu, znači vo Skopje se nalazi to je hotel. Tako da to će bude ubav način da narodu se sobere jedno mesto i da go slavime Gospoda. Vtori nastan će bude veke slednata sabota, znači posle 15. juni, a to je 20. juni vo Prilep, će se održi jubilej 100 godini na adventizmot vo toj grad. Će dojdat pastori koji rabotile, će dojdat vernici, će se evocirati spomeni, će se podsjetime preko slika i zbor kako Gospod ja vodel ova crkva, adventistička svekako crkva, ovo Prilep 100 godini, to ne je mal brojka, jedan vek, tako da crkva imala svoj padovi, svoj kačuvanje, no sepak do den danes obstojува, se nalazi na ulica Brake Lameski, 46, i svi ti vi koji sakate da bijete del od ovo istorijski nastan, velim istorijski, znači 100 godini će se proslavi, da se proslavi Bog, nije kako luge koji smo tamo rabotili ili živele, tuko da se proslavi sami od Bog. Tako da, evo, jak gledate fotografijata, to je ta crkva koja je danas obstojila, lokacija se menovala na poveke mesta, no сега, evo, ako otidete v Prilep, obarajte ja, hristijanska ta adventistička crkva koja je locirana na ulica Brake Lameski broj 46. Da vidimo сега reklamata, povikot, a potom povtronki se vratime v emisija da vi pokažem nekoliko interesnih knjigi. Odemo сега da vidimo reklamata za jubilej od vo Prilep. Почитувани пријатели, ве покануваме на јубилеј 100 години од адвентизмот во градот Прилеп. По тој повод на 22 јуни 2024 година во салата на христијанската адвентистичка црква во Прилеп ќе се одржи свечено богослужение 100 години од формирањето на црквата во тој град. Затоа ве покануваме да бидете и вие дел од овој јубилеен настан. Се гледаме. Еве то беше повикот, уште еднаш да се подсетиме на настанот кој ќе следува на 22 јуни во Прилеп. Бидејќи во рубриката Духовна порака зборувавме за здравјето, сакам сега да ви понудам овој петодневен план за одвикнување од пушењето. Сите вие почни гледачи кои имате проблеми со цигарата. Еве ова идеален план да ви помогне да можете да се откажете, да имате добро здравје, да имате ведар дух, да имате добар тен на кожата, бидејќи цигарата е многу опасна, внатрешно ве загрозува, секако и надворешно. Овде има едноставни 5 совети, 5 дена и можете секако со молитви, со Божја помош да се ослободите од тој навистина голем социјален, односно човечки непријател. Пишете на нашата адреса, ние значи ќе ви испратиме анонимно на ваша адреса, ќе ја добиете преку пошта. Вие кои сакате да читате духовна литература, ви го препорачувам библискиот сајт, односно сајтот на Знаци на времето, тој е издавачка куќа. Јас еве споделив и овде го споделив линкот од Facebook страната на Знаци на времето. Одете тамо, ќе пронајдете многу убави книги. Еве една од нив, книгата Голема Копнежот на вековите, тамо има и Големата борба, но ова е Копнежот на вековите, една од најубавите книги која го опишува животот на Исуса Христа. Има во 2 изданија, значи ова е мек повест, и има и тврди корици, малце поскапа, тамо ќе се информирате за цените, значи може да си купите, зашто ова е капитално дело, исполнете со многу слики, значи во секоја тема има по 2-3 слики во колор,
ilustraciji, ima nekada skoro 800 stranici, ima so indeks, znači so svi to ove ubavi propratni materijali, za da se snajete polesno sekoj citat ima znači v Biblията, odnosno sekoja knjiga, sekoje poglavlje ga obrabotova Noviот Zavjet, odnosno 4 evangelija vo Noviot Zavjet, posebno za Isusa Hrista. Uštena knjiga, sakam da vi pokažem, ovaj na srpski jazik, Probudi se za istino od Miroslav Pujić. Ova je besplatna, dokoliko imate želba i sakate da je pročitate, je mnogo ubava, ja sam je čital, tako da evo vi je stavame na srce, da može da se je pobarate, da je poračate i ke vi ispratime po pošta. A vi koji sakate da izučuvate podlabinski Biblijata, vi stoji na raspolaganje biblijski kurs bibliatazborova.mak. Da vidimo svega je reklamata za dopisnata biblijska škola po elektronski pat. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова наша денешна утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Еве, ги црпивме содржините за денеска. Уште еднаш ми простанува да ви се заблагодарам за вашето внимание, што бевте и денеска дел од ова емисија. Што да кажеме, читавме на почетокот во мислата на денот, за се има време. Па еве, и ова емисија отпочна и заврши, но денот е пред нас. Уживајте во топлото време, без разлика каде сте, каде живеете, каде работите, бидете оптимисти, да се ослободиме од секоја депресија која не влечи назад, туку да бидеме оптимисти, да си поставиме цели и да со Божја помош ги постигнеме тие цели, односно резултати. Ми останува да ви се заблагодарам уште еднаш, да ви закажам нова средба во наредната емисија, а до тогаш останете со здравје. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна Надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна Надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.